Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасл и околината и нешто за Македонија, како и за здравието. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. Да проследиме неколку од соопштенијата. Важно соопштение од управата овде во Ньюкасл. Се бара помошник на попот Пецо Петровски во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации јавете се кај председателот Саша Стојчевски на 0408 4901 48. Нешто за нашиот град Ньюкасл, за се што се случува през неделата, секоја недела. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње на карти, други со играње на домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати занимавање послужени се со кафе, чај и бисквити, сето е бесплатно. Во вторник имаме ручек со разноврсни јадење пијалоци за минимална цена. Исто се игра и бинго пред ручекот. Во среда се одржува тренинг со играрната група Стив Наумов, а наскоро ќе продолжи нашето македонско школо со часови по македонски јазик. Како и сите фудбали, имаме и ние фудбалски тимови
јуниорски тимови и тимот Бротмеро Меджик, и тоа во многу голем број од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето ова може да се јавите кај председател Саша Стајчевски на 0408 490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. А сега да проследиме нешто за историјата на македонскиот народ или воопшто на историјата на човечкото живење и присуство на територијата на Македонија, кое датира со пронаѓањето на најстариот човечки скелет на територијата на Македонија, кој е стар 160.000 години. Најстариите пронајдоци од први организирани човечки населби во Македонија датираат од младото камено време, неолитот. Прва државна организација на територијата на регионот Македонија е Македонското кралство, основано во 808 година пред нашата ера. Според некои извори, 825 година пред нашата ера од страна на првиот македонски крал Каран, кое доживеало најголем подем во времето на владењето на македонските кралеви Филип II Македонски во 359 до 336 година пред нашата ера и Александар III Македонски во 336 до 323 година пред нашата ера од династијата Аргеади, со доаѓањето и населувањето на словенските племиња во 6 век и нивното мешање со староседелското население тракици, илири, стари грци, антички македонци и други. Конечно, во 10 и 11 век се формира ликот на современиот македонски народ, кој се до ден денес постои како мнозински на територијата на Македонија и завзема најзначаен дел од разните економски, политички, демократски, историски и други процеси во Македонија. Праисториска Македонија. Ова статија може би бара дополнително внимание за да ги исполни стандардите за римските провинции на Балканот во првиот век. Бронзено време околу 2100 до 1100 година пред нашата ера. Сите обележија на енеолитскиот период ја следат и бронзеното време, чиј почеток на просторите на Македонија се поставува на преминот од третиот кон вториот милениум од старата ера. Големите раздвижувања започнати во претходниот период сега донекаде се сталожуваат. Новите културни обележија на доселениците се претопуваат со оние на автономното население. Палазги од овој дел на Балканот. Како плод на ваквата симбиоза, повторно се појавуваат некои од обележјата на староседелците, иако во известна мера изменети. За ова говори фактот што некои населби од овој период се наслојуваат над неолитските рамничарски села или над енеолитските укрепени градишта, но и во овој период продолжуваат воените и демографските напливи од север. Доаѓаат нови популации кои поминуваат низ Македонија, а дел од нив и се населуваат во неа. Се смета дека во доцното бронзено време, 14 и 13 век пред нашата ера, ќе заврши разместувањето на главните групации на старобалканските популации. Поради отсуството на пишани извори, тие во науката се нарекуваат условно со следниви називи: пра-тракајци, пра-грци, пра-илири. Тука се и народите кои екзистирале во Централниот Балкан, а во тие рамки и Македонија. Пра-бриги, пра-пајонци и пра-даки. Но, век или два подоцна, нивните имења ќе се појават во пишани документи на соседните антички цивилизации. Со тоа, подрачјето на Македонија започнува постепено да навлегува во историската епоха. Сега, за прв пат, имаме непосредни информации, пишани историски податоци, кои се однесуваат на народите што во тоа време ја населувале Македонија. Така, во еден египетски надпис од времето на фараонот Размес II, 13 и 14 век пред нашата ера, се споменуваат
дарданците и даките. А пак во асирските документи од 12 век пред нашата ера, народот мушки за кој се смета дека имало музиско бригејско потекло. Круна на овие историски факти, најрани во рамките на цела Европа, е секако Хомеровата Илијада, од која се дознава за измињата на неколку народи, што во овие векови ја населуваат Македонија и наоѓалишта од овој период. Искупувањата вршени на нив, особено некрополите, овозможија врз основа на откриени наоди да се издвојат неколку културни групи со своји етнокултурни специфики. Ваквата дефиницијација во соседство со античките пишани извори овозможува определување на етничките носители на овие групи и границите на нивното простирање. Долговардарската група се простирала по долините на Вардар, јужно од Демир Капија. За носители на оваа култура се сметаат пајонците, кои според Хомеровите стихови во Илијада се сојузници на тројанците и уште во доцното бронзено време живееле околу долното течение на Акси Вардар. Средно горновардарската и брегалничката група се две меѓу себе мощне проткајани целини. Во споредба со претходната одразуваат повисок степен на конзерватизам и подоцнежно прифаќање на традициите од пред нашата ера. Се прострирале вдол по Вардарието и во Источна Македонија. Нема сигурен одговор на прашањето кои етноси во овој период го населувале Скопско-Кумунавскиот базен и североисточната Македонија. Пред се, тука се мисли на древните дарданци, но и на агријаните, во чиј посет влегувале и територии на североисточна Македонија. Некои истражувачи го истакнуваат и присуството на пајонците и трибалите во овие области. Пелагониската група се лоцирала во истоимената рамница. Исто така се одликува со висок степен на влијание од југот. Врз основа на пишаните извори се смета дека ја населувале две етнички групи. Северниот дел пелагонците, а јужниот дел линкестите. Анализите укажуваат и на присуството на мали заедници на бригидите, како и претходната и охридската група се одликуваат со прифаќање обележја на цивилизацијата, особено во последните фази од железната доба. Врз основа на изворите таа се поврзува со енхелејците, дасаретите и веќе наведените бриги кои го населувале овој регион во разни временски фази. Западниот и северозападниот дел на Македонија поради недоволна истраженост не може да се определи како засебна група. Врз основа на античките инвестувања, тука се лоцира племето Пенести, што се однесува на античките македонци. Тие под ова име на историската цена се појавуваат околу 700-та година пред нашата ера, кога доаѓајќи од својата препостобна околу подрачјето на Епир и горното течение на Бистрица, ги потиснуваат пајонците и други етноси од долното течение на Вардар и Бистрица. Ова одземена територија на север од областите меѓу Демир Капија и денешната македонско-грчка граница ќе стане јадро на идното кралство на античките македонци. Многу су ме раклија на домашна ракија, ако пијам вино бело, ќе го сотрам бурецело. Многу су ме раклија на домашна ракија, ако пијам вино бело, ќе го сотрам бурецело. Мојта душа мила, жедна
Prosti mu, srce moje prosti mu, me laže o sogotini. Teši me, srce moje teši me, Gospod ke mu presudi. Silni koreni, dolgo vreme lažno
А сега следува убавата песна на Дамјан Стојановски заедно со Стојне Николова. Песната носи наслов Заедно да сме. Да ја слушнеме. Da te vidam li
Една желба имам, роден крај да одам, родна куќа да ми дам. Низ двор се шетам, тамо да се сетам, кај се родим и пораснам. Se šetam, tamo da se setam, kaj se rodim i porastam. Dedo baba imam, oni pisma primam, ne znam da li se živi, da li neko ima mene da prečeka, porti da mi otvori. Da li neko mene da prečeka, porti da mi otvori. Koga tamo pojdom, druga slika vidom, dedo baba ne vidom. Porti zaključeni, penđeri skršeni, kuća da propadnala. Spomeni se noći solzi tečan, solično veselečan.
Srcevo bije ko poludeno. Prv put što te sretnam, ja se zaljubim. Činam tlo pod noze, ne daš izgubim. Oko zeleno, što me pogleda, srce veke drug ne posaka. Oko zeleno, što me pogleda, srce veke drug ne posaka. Nikoj me nema, taka ljubeno, srcevo bije ko poludeno. To i samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Nikoj me nema, taka ljubeno, srcevo bije ko poludeno. Samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Sve do krajna svetog bi te sledela, posledno so nego jaz bi delela. Samo kraj nego sum nasmejana, duša vas za nego umira. Samo kraj nego sum nasmejana, duša vas za nego umira. Nikoj me nema, taka ljubeno, srcevo bije ko poludeno. To i samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Nikoj me nema, taka ljubeno, srcevo bije ko poludeno. Samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Nikoj me nema, taka ljubeno, srcevo bije ko poludeno. To i samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Nikoj me nema, taka ljubeno, srcevo bije ko poludeno. To i samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Да проследиме нешто и за здравието. Совети за очниот притисок и неговото регулирање. Очниот притисок игра клучна улога во одржувањето на здравието на очите, бидејќи овозможува рамнотежа и стабилен протек на очната водичка, која што непрекинато се лачи. Зголемениот очен притисок е чест проблем, кој што обично не предизвикува никакви симптоми во почетната фаза. Лицето првично не чувствува болка, нема никакво намалување на видната острина, ниту забележува промени на видното поле. Како што болеста напредува, се јавува постепено штетување на оптичкиот нерв. Потоа се јавуваат првите симптоми заматен вид, стеснување на видното поле и тешкоти при снаоѓање во просторот.
Во случај на ненадење и силно зголемување на очниот притисок, симптомите може да бидат многу изразени и да вклучуваат силна болка во очите, ненадење, губење на видот, гадење и повраќање. Ова е медицински што предизвикува постепено отштетување на очниот нерв, а со тоа и губење на видот. Доколку не се открие и третира навреме, болеста може да доведе до трајно слепило. Иако диагностиката и терапијата се значителни напреднати денес, глаукомот останува една од водечките и главни причини за слепило во светот. Редовните прегледи кај офталмогот се клучни за рано откривање на зголемен очен притисок и спречување на сериозни компликации. Превенцијата и навремениот тритмент може да го зачуваат видо и значително да го подобрат квалитетот на животот. Итна состојба за која што треба брза интервенција, пишува весникот Кликс. Нормалните вредности на очниот притисок се движат меѓу 8 и 22 милихерци. Сепак, важно е да се нагласи дека нормалната вредност може да варира од личност до личност. Постојат поединци кои имат повисок притисок без никакво штетување на видот. Оваа состојба се нарекува очна хипертензија, а пак кога притисокот надминува 30 МГц, тога се смета за патолошка состојба и носи висок ризик од сериозно отштетување на очите. Неколку намирници кои ќе ви помогнат за квалитетен сон и одмор. Премалку или премногу спиење е поврзано со зголемен ризик од депресија, дијабетис, срцеви болести, па дури и смрт. Но спиењето барем 7 часа секоја ноќ не е секогаш лесна цел. Стреќа постојат различни пијалоци кои поттикнуваат спиење. Во прилог неколку намирници кои ќе ви помогнат во тоа. Прво, сок од вишни. Вишните се многу здрави, покрај останатото и позитивно влијаат на квалитетот на сонот. Се верува дека тоа му го должат на триптофанот кој се наоѓа во ова овошје. Една студија покажала дека пиење од 2 чаши 480 мл сок од вишна секој ден за време на 2 недели го зголемува вкупното време на спиење на плюс 84 минути и помага во лечење на симптомите од несоница кај возрастните личности постари од 50 години. Второ, чај од камилица. Чајот од ова билка се конзумира со векови. Има повеќе здравствени бенефици, вклучувајќи ублажување на симптомите за настинка, наблажување на воспалението и подобрување на здравието на кожата. Некои истражувања сугерираат дека камилицата може да го подобри квалитетот на сонот. Едно истражување направило помеѓу 60 поврзани личности открило дека консумирање 400 мл екстракт од камилица 28 дена поред го подобрува квалитетот на сонот. Друго истражување спроведено меѓу 80 жени кои имале намален квалитет на сонот, тоа дошло до резултат дека телесните симптоми за недостаток на сонот значително се подобриле откако учесниците во истражувањето пиеле секој ден чај од камилица. Топло млеко. Може би звучи како бајка, но многумина препорачува топло млеко за полесен сон. Всушност, млекото содржи триптофан, кој природно го зголемува серотонинот, кој е познат како хормон на среќата. Едноставно кажано, триптофан го зголемува продуцирањето на серотинот, што го зголемува продуцирањето на мелатонинот. Мелатонин може да го подобри сонот и помага во борбата против различни пореметувања со спиењето. Пореметувањето во спиењето поради работа во смени и несоница. Повеќето испитувања открија дека топлото млеко може да го подобри квалитетот на сонот, но потребни се понатамошни студии за да се потврди ова тврдење. Освен ако не сте нетолератни на лактоза или имате алергија на млеко, нема штета од тоа да пиете чаша млеко, ви стане рутеан пред спиење. Златно млеко е спој на млеко и куркума. Со оглед на тоа млекото што содржи триптофан може да зголеми продуцирање на мелатонин, кој е приморан хормон кој го регулира циркусот на спиење. Куркумата е богата со
куркумина која може да ублажи некои причинители за лош сон, намали воспаление и лечи симптоми на анксионост и депресија. За да направите златно млеко, комбинирајте пола чаша млеко, една лажичка куркума, едно мало парче кумбур и една лажичка мед. Загрејте ја мешавината и оставете да стои 3 до 5 минути. Секоја состојка од златното млеко се смета за сигурна. Сепак, поединци кои земаат одредени лекови, вклучувајќи ги оние за разредување на крвта и намалување на желудничките киселини или лечење на диабетис, треба да бидат повнимателни со куркумата и кумбурот. Po naši dvorovi, muzika i svatovi, mojte drugarki, rodnini prijatelji, kasnet na ljubav, ja si dočeka, momče najlično, so nego da vekuva, svadba golema, naša je makedonska, vesla nam deneska, vesela su nevesta, svadba golema, majko da ne kerdosaš, to godina dečinja, pune da ni krštevaš. Едно важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.